Ева ме и мене. Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. И вечер во овие 50 на минути ќе се дружиме заедно со вас и верувам дека токму ние ќе бидеме причината за малку поголеми насмевки на вашите лица, односно за малку подобро расположение во вашите домови или каде и да не гледате. Многу ми е интересно само да ме видите каква сум пред да излезам овде пред камерата. Бидејќи сум живец по природа, пообично знам да си играм на самата најава, обично знам да си поправам шминка или фризура и така натаму, меѓутоа ова ви кажувам само дел од работите кои што вие не ги гледате, за да кога ќе излезам овде вака пред вас, бидам насмејана, фина и да започнам со работа, односно да започнам со она што сакам да го правам, а тоа е да ја водам оваа емисија. Фидбек со Елена, знаете дека можете да ја гледате секоја сабота во 19:30 часот и репризните изданија од 13:30 во недела, што значи дека имате два пати можност да ја гледате во текот на неделата оваа емисија, а за сите оние кои што ги пропуштате евентуално емисиите, можете да ги пронајдете сите можни изданија до сега на YouTube каналот наречен Фидбек со Елена, како и на Instagram профилот исто така Фидбек со Елена. Нема да должам многу, сакам да ве прашам како сте. Дали сте добра? Ако сте добра, јас сум уште подобро заради тоа што сакам да ве најдам во добро расположение. Не должам многу, имам супер две гостинки вечерва. Започнуваме веднаш по джинглот. Останете со нас. Сега баш си коментиравме колку е убаво што ќе имаме една женска емисија со оглед на тоа дека и Брик не ни е овде. Меѓутоа добро е пак од друга страна што камерманите ни се барем мажи, па да имаме некаков таков баланс во емисијата. Мојата прва вечерашна гостинка ја видовте и на фотографиите, една прекрасна млада дама, која што навистина некако го води вистинскиот пат. Би рекла дека е автор на книги, дека е коуч за личен развој, дека е мотивацијски говорник, дека е жена што уште кога ја слушате како говори, едноставно ви влева и самодоверба, ви влева и еден мир, еден спокој. Така да искрено многу ја почитувам заради тоа што јас барем така ја доживувам, меѓутоа така ја доживуваат и сите оние, ајде да не речам, клиенти кои што се обраќаат кај нејза. Дел од многу обуки, дел од семинари, од програми кои што се насочени кон внатрешна трансформација, кон самодоверба и кон личен успех, а тоа значи многу. Дами и господа, да ја представам нашата прва вечерашна гостинка, Катерина Ангеловска. Кате, повели. Добре ме дојде. Благодарам многу. Таман работа. Многу ми е драго што се одзва на поканата и што ете едноставно ќе имаме можност да зборуваме со една ваква прекрасна личност како тебе за многу работи, за животни прашања. Ме вцрви. Ти благодарам многу за оваа убава најава и навистина е убаво кога човек така од другата страна ќе слушне и за своите достигнувања и што ете како мене ме доживуваат луѓето. Благодарам на поканата и ми беше чест и задоволство да бидам тука вечерва заедно со вас. На почетокот ќе ги имаме оние кратки неколку или прашања, па да видиме кој ќе биде вашиот. Може на ти, твојот избор. Да, секако. Да, секако. Интуиција или логика? Па и едното и другото ни треба. Не би ги изоставила ни двете. Но повеќе би кажала интуиција, некако повеќе ми така и повеќе личи на тебе, да бидам искрена. Да. Интуитивно делуваш, не знам. Срце или разум? Едно и друго, секако, но срце. Срцето, да, срцето е нашиот портал. Јас така би кажала, сега ова како ми нели доаѓа, и срцето ни дава можност да преминеме од оној момент на јас во ние и да ја доживееме она и да ја искусиме она поголема неограничена љубов за која што толку зборуваме, меѓутоа не знам дали и ја разбираме целосно, ако веќе идеме со разумот. Она што не може да го видиме со разум, го гледаме со срце. Така е, се служувам. Промена во животот или стабилност? Промена, секако. Ние сме еволутивни битија. Тоа е дел од нашата еволуција. Значи,
задолжителна е Промена, промена. апсолутно. Да. Служувам комфорт зона или ризик? Ризик, секогаш ризик. Без Јас ризик ништо не правиме, така и се Мене и служувам. хороскопскиот знак ми е таков и јас секогаш сум напред и секогаш Што си сум хороскоп? Овен. И јас. Ете. Каташ, Да, Овенот е секогаш прв лидер и Да се разбираме. Да, Значи секогаш нема сум за подобар ризик. знак. Да. Поздрав до сите овнови. Да. Така е. Кажи ми, тишина или разговор? Ако треба ти конкретно да одбереш. И едното и другото би го одбрала, повторно, затоа што и двете ни се важни, но најголемите увиди и спознанија ги добивам во тишината. Да. Разговорот е потребен за да добиеме и фидбек, да имаме една комуникација, меѓутоа во тишината се осознавам Пронаоѓаш. себе си. Така, Да. така е. Да знаеш или да чувствуваш? Прашањава. Тешки се како за почеток, ама добро. Не сум спремна за прашањава, ова е баш она како интуитивно ќе ми дојде. Тоа е доброто, затоа намерно не ви ги кажувам прашањата. Да. Ме интересира и ваш Знаеш како моментален порив. Во mindfulness има еден многу убав принцип кој што се нарекува, ќе го кажам на англиски првично, beginner's mind, или на македонски ако се преведе е почетнички ум. така. Зошто го кажам ова? Затоа што ние имаме толку информации во нашиот ум и секогаш појдовната точка ни е размислување. И тоа е на размислувачки момент, да се размислува. Но јас би одела на другата страна малку повеќе. Да, предпоставив. Да. Болна искреност или удобна илузија? Искреност. Секогаш. Да, И јас сум за тоа. брутална некогаш. Така и треба. Да простиш или да поставиш граница? Да простуваш за себе и да поставиш граница е многу здраво, дефинитивно, затоа што не значи дека некој треба нели постојано да не Да го злоупотребува. да не Тоа нашето, злоупотребува. доброто. Да, не. Така е. Но потребно е да се постават граници, затоа што без граници е илузија. Баш така, баш така. Да бидеш сакан или да бидеш разбран? Да бидеш разбран. Па да бидеш разбран. Па да. Ова е многу интересно. Вака кога си го навраќам филмот, верувај дека со жени работам. Најголемата болка е не сме разбрани. Значи нас не сакаат, меѓутоа ни е потребно некој да не разбере, да не слушне, да не разбере во она вистинска суштина, наша внатрешна. А тешко го добиваме тоа тешко го разбирање никако. добиваме. За жал и затоа го поставив како прашање. Да. Едно е да бидеш сакан, Да. затоа што сакањето, како ви кажат, или љубовта, небитно, еве за љубов, ако конкретно зборуваме, љубовта сама по себе не е доволна, нели? Не, Љубовта никогаш може да доволно. постои, меѓутоа ако нема разбирање, ако нема почит, ако нема респект, ако нема разговор, ако нема комуникација, што сме направиле? Ништо не сме Таа постои, ама И интересно е што на онаа скала на свесност, на таа скала на свесност има различни емоции. Најгоре не е љубовта, најгоре е мирот, внатрешниот мир. Ние можеме да не сакаат, да сакам, но ама ако ако немаме внатре не мир, сме мирни, да, се сложувам. да. Сила или ранливост? Ранливост. Ако имаме многу сила, ќе пукнеме. Да, По шавови и тоа се покажува низ историјата. Будење на свеста или 333 афирмации? Па прво е 333, тоа беше првиот... Првото бебе. Првото бебе, а веќе будење на свеста е една новоскалила И посериозна. и посериозна. Еве книга, сега така. ја спремам и третата. Па здраве Браво. Боже, оваа година секако ќе биде објавена, сега не знам точно кога, ама да. Се радувам. Веќе ова Будење на третото. свеста ми е, морам да признаам, прочитана и тоа баш онака со душа и навистина може човек да се пронајде таму. Што радувам. Убава. Да. Простување или дистанца? Добро, го имавме ова некоја ваква слична Да, прашање. и дистанца е ако веќе нели сме поставиле граница, едноставно не може да да бидеме злоупотребени. Така. Затоа и дистанцата и се појавува тогаш. Да. Предходно добро подготвен план или тек на Go with the моментот? flow. Ова е за мене многу така трики прашање. Затоа што јас многу одам со течение на енергијата, на интуицијата.
И немам секогаш подготвен план, морам да признам. Еве со мојот партнер, она е во структура и секогаш има се подготвен. А јас секогаш го имам оној момент. Интуитивното, така. Интуитивно. Па да почувствуваш публиката, па клиентите, па... И после ќе се спушти се она што треба да има структура. А се спушта. Се спушта, сега фигуративно го кажам. Да, јасно. Значи како форма ќе се пројави. Супер. Да. Фала ти, се гледаме на позиција. Да. Ајде. Благодарам многу. Ете, ја видовте и мојата втора вечерашна гостинка, мислам дека нема шанси да не ја познавате со оглед на тоа дека ако сте на фреквенцијата на Телма телевизија, тоа значи дека ја знаете мојата колешка, меѓутоа и мојата именјачка Елана, која што е навистина исто така една прекрасна млада дама, со која што многу често знаеме да се разминеме низ ходниците, многу често знаеме да кажеме ајде да пиеме кафе, меѓутоа никако да најдеме време, меѓутоа затоа си ја повикав на емисија, па да видиме, да поразговараме малку на некои женски убави теми. Станува збор за тебе, презентерка, едно од најпрепознатливите лица на Телма телевизија, со оглед на тоа дека секогаш знае да ни каже какво време ќе имаме утре, какво време не очекува за време на викендот и што да очекуваме нели во текот на наредните години. Но со својата појава, со професионалност и стил, таа всушност знае многу некако блиску да ни ја представи информацијата за сето тоа што го зборува и што го кажува. Нема многу да зборувам јас за животот пред камерите и зад камерите, ќе зборуваме со мојата драга колешка Елена Маноиловски. Елена, повели. Што бави прекрасни дами, леле. Најава, ти благодарам многу. Когаш јас дури, кога имам вака прекрасни гости, си викам, боже, како ли да ги најавам со оглед на тоа дека има навистина што да се каже за вас. Не само професионално, и приватно какви сте како личности, и слично, бидејќи и двете сте ми пријателки и навистина ја почитувам и вашата работа, меѓутоа и кои сте внатрешна. Ајде за почеток, утринска смена или попладневна? Утринска веќе ми е долги години наметната, иако не сакам многу рано станување наутро, сепак ја одбирам утринска. Добро. Тебе студио или терен? Многу ретко се наоѓам на терен, иако во последниве година-две имаме и таков работен ангажман, снимање нешто малце по да опфатиме и природата, но студиото ми е некако многу подобар избор. Така, и јас се служувам, некако повеќе се наоѓам во студио отколку на терен, ако треба да се прашам. Пред камера или зад камера? Многу интересно што сосема случајно влегов во оваа работна активност, да работам пред камера. Никогаш не сум се замислувала себе си, значи пред да почнам да работам во телевизија и секогаш би одбрала зад камера, но знаеш дека камерата има магија, телевизијата е магија. Апсолутно. И веќе мислам дека кога ќе завлезеш нема мрдање. Апсолутно мислам дека сега би одбрала секако пред камера. Пред камера, добро. Адреналин или мирна рутина? Па јас сум за мирна рутина, не сум многу адреналински тип. Значи сакам лангзам што вика. Лангзам апсолутно, работите да си течат. Импровизација? Кога ги водиш твоите делови или строго посочен текст? Не, строго импровизација. Мислам не дека тоа ќе биде импровизација за да си измислам некое нешто, меѓутоа никогаш не се водам по некој стриктен план, по кој што морам апсолутно да го кажам од А до Ш како што треба. Служувам и јас сум многу слична, дури никогаш кога си ги правам текстовиве. Апсолутно. Тоа сакам да ти кажам, излегувам 100 пати од нив, така да секогаш дури кога ќе го наместам како плански да биде така кажано, никогаш не излегувам. Така сум и низ животот, така и сум учела и додека сум студирала, секогаш било на многу повеќе на импровизација и учење отколку мислам баш да го научам, да го набубам. Да го набубам, никогаш не ме бивало за бубање, морам да признам. Дури, не знам дали ти се случува, меѓутоа кога треба да модерирам некој настан или слично, и викам, може посвоен или во смисла во рете да го имам јас костурот, меѓутоа
со свои зборови никако да го само ти тогаш може да излезе она да го вистинското од тебе, изнесам апсолутно тоа. да. Ете така. Сончево или да умирено облачно со врнежи? Сончево, апсолутно секогаш сончево. Јас сум летно дете, родена сум во јули и само сонце. Сонце. Работа под притисок или комфорна работа? Апсолутно никако под притисок. Значи работата која што се работи комфорна, секогаш излегува многу подобра. И мислам дека луѓето секогаш треба да работат комфорно за да може да го извадат најдоброто од себе. Секоја работа под притисок, дури колку и да се обидуваш, ќе излезе нешто. Да, нешто ќе се утне работава, што се вика. Социјални мрежи или приватност? Се повеќе приватност. Ги сакам социјалните мрежи, ги користам социјалните мрежи, но во последните години апсолутно приватност ми е многу подрага отколку било какво изложување на било која, да речеме, порано на вистина, или било многу како. почесто, сега веќе ми е сето тоа, не знам, можеби со годините. Источна или западна Македонија? Источна секогаш. Нели се знае. Не правиме муабет, ама да си прашам. Патување во странство или одмор дома? Онака со лежење пред телевизор, со... Па јас сум за патување, јас сакам патувања, не дека не сум човек кој што сака да си се одмори дома, сум човек кој што си го сака дома од семејството, меѓутоа патувањето ми дава таква енергија што потоа можам да направам апсолутно се. Значи последно патување сум, мислам дека многу повеќе одморена отколку еден рестарт се прави, еден рефрешмент се прави, едно дома, освежување. мислам дека не ми го дава тој одмор како што го сакам, колку што ми дава да речеме едно патување. Кате веројатно ќе се сложи дека кога сме посебно умствено заморени, дека малку и физички кога ќе се замориме со тие патувања, гледање и слично, дека и умот одмора, така Кате? Апсолутно, да. И ни треба малку и изместување од таа некоја секојдневие. Од истиот круг на луѓе. Домот е супер, меѓутоа малку да излеземе и од таа комфорт зона на дом. Рейтинг или квалитет? Квалитет, секогаш, апсолутно. Квалитет, рейтингот по секоја цена никако. И сега ке тебе малку поразлично од прашањето на Ката, да бидеш сакана или да сакаш? Најубава е комбинација од двете, но ако треба да одбереш. Па мислам да сакам. Мислам да сакам затоа што само кога сакаш можеш да си посветен на таа некоја личност, додека во другиот случај, доколку сме сакани, а ние не сакаме, навистина не би функционирало тоа. Иако знаеме дека доколку ние сакаме и се трудиме со сите сили да предизвикаме фидбек на истите чувства. Така. Еленка, се гледаме на позиција. Се гледаме. Ајде. Го завршивме оној дел онаму каде што си стоиме, се префрливме на другата страна на студиото, што значи дека е време да си започнеме со интервју телевизиско, меѓутоа повторно ќе кажам дека ми е исклучително драго што ги имам овие две прекрасни дами овде вечерва со мене и дека ќе си направиме еден женски мераклиски муабет, може ли? Што не значи дека нема да важи за мажите. Да. Јас многу се радувам така кога сум во окружување женско. Верувам во женска енергија, многу верувам во сестринство, верувам во поддршка, која што многу е важна и така, знам дека ќе биде прекрасно. Супер, супер. Добре дојдовте и официјално сега од оваа страна. Сега малку седнати, малку покомотни. Малку да. Покомотни, преска се фативме сите три вакви. Чекаме да почне снимање. Да. Како и да е, секогаш се убави разговорите, тоа се обидувам да им го доловам и на гледачите, секогаш не се убави разговорите зад камерите, меѓутоа не секогаш се може да се пренесе. Важно е дека енергијата се чувствува и преку разговорот и преку камерите. Ајде за почеток на неопходно прашање, како започнавте да се бавите со ова што сте денес, како Ката кај тебе тргна воопшто приказната со коучингот, со мотивацијското говорење, Еленка кај тебе како што рече сосема случајно со телевизијата и конкретно со ТВ презентерството. Да, ова е широка тема, сега да ја скратиме. Да. Јас од мои 19 години почнав да работам на себе, односно да ја истражувам темата на личен развој, да осознавам работи за себе. И тоа беше на мои 19 години.
Ја прочитав тогаш книгата Моките на подсвеста од Джозеф Марфи, сигурно сте ја слушнале. Како не, како И не. тоа беше во тоа време култна, во тоа време немаше интернет толку развиен, немавме YouTube, немавме литература. А единствена литература што ја добивавме од Хрватска претежно и ни носеа книги, па ги фотокопиравме така натаму. И од тогаш започна мојата страст и моето нели она да истражувам што е она подсвест, свест, што има позади, дали е само реалноста која што ја живееме, онаа вистинската. И ми сите тие години на себе развој во 2014 година, всушност јас одлучив дека ќе ја напуштам предходната работа што ја работев, тоа беше во банка, можеби сме зборувале на оваа Не ми тема. тикнува дека си била банкарка. Да, и со Интересно, 9 што? години во Алфа банка бев. Интересно, да. Да, и тогаш беше Алфа банка, сега е смената и многу убаво искуство имав тогаш, но одлучив дека ќе си заминам. Не бев целосно сигурна дека ќе го работам ова што го работам и во тој период кога напуштив и во тој период пред да започнам, јас повеќе се подсветив и добив увиди и спознанија за она што сакам да го правам. Се насочив на доедукација и 2015 декември месец, односно официјално 2016 јас започнав, отворив фирма и го започнав овој свет на коучинг, на личен развој, на секакви системски динамики и навистина сум многу благодарна. Не е едноставно, верувајте ми, не е едноставно, особено пред 10 години не беше едноставно, сега малце повеќе имаме и свесност и се отворија нештата, но сум многу благодарна за целиот тој пат. Навистина многу работи се случија, книги се случија, до едукации, центар ете си отворив и така што да. Браво. Можам да кажам дека овој развој ми започна на мои 19 години, но професионално точно пред 10 години, ете. Супер. Еленка, како беше кај тебе ситуацијата? Да, ти начнав од на муабетот дека почетокот. навистина воопшто не сум се замислувала себе си како било каков работник во телевизија, нели ништо поврзано со што си по телевизија. професија Јас сум во по професија дипломиран професор по македонски. Така, кога професорки спомна сме со и двете, книгите, значи. да, професорки сме. Но јас сум безработен стаж, ти можеби веќе имаш. Да. Јас долги години се барав себе си. Љубител сум на книгата. Сум сакала од секогаш да работам нешто со книга, меѓутоа тука излезе сосема случајно на едно интервју си се пријавив и тогашната моја колешка Ирена од сите пријавени кандидати ме одбра мене за нејзина колешка. И многу сум ја благодарна до ден денес за тоа, затоа што навистина, иако не мислев дека можам да се пронедам во ова, навистина се пронедов. Никако, да, ти легна целата таа Да. Сега веќе во работа. последната година се обидувам малку да излезам и од комфорт зоната на метео презентерството, па имам и некои други мали ангажмани, за кои можеби понатаму ќе се развијат малку повеќе, но ќе видиме. Ако човек е, тука сме нели да учиме, да се развиваме, да растеме и сето тоа што некако доаѓа природно заедно и со годините и со сето тоа што си доаѓа. Колку е важно како ќе се представиме пред луѓето? Во смисла, колку е важна автентичноста според вас, да се биде свој? Многу за мене е клучно. Најважно. Нели? Најважно. Најважно. Нема поважно, Да, апсолутно се служувам. Во прашањата кога ги поставуваше Елена на Елена, и беше едно од прашањата импровизација или структурирана форма нели на презентација? Да, баш така. Значи, таа автентичност е импровизација. Значи, во Така. поднаводници ќе става, меѓутоа за мене, ако јас не се чувствувам комотно, ако треба да научам текст, она што и ти го кажа, нели, да го набубам, значи од никогаш не сум можела да ги Не, научам текстовите. не. Секогаш кога учам излегува нели надвор од контрола. И сметам дека автентичност е она што публиката го чувствува. Тогаш сме вистински конгруентни, како внатре, така надвор, и не може да ги излажеме. Се можеме да направиме, меѓутоа мислам дека гледачот не можеме да го излажеме. Многу баво го кажа Да. тоа. Јас ви го кажав Да. и примерот со моите другарки кога дојдов кај нив апсолутно. и им кажувам нешто, им зборувам, звучиш како на телевизија. Не дека звучам како на телевизија, туку тоа сум јас на телевизија, Да. сум иста како што сум со моите пријателки, другарки и слично. Добро, сега тука има малку попрофесионална форма, се разбира, меѓутоа
Ми се допадна тоа што го кажа дека не можеш да го излажеш гледачот. Може би Еленка, не и можеш да го излажеш два гледачот. пати, може би ќе Гледачот. успееш да се така е. воздржиш и ќе направиш некоја, да речеме, и твоја замислена слика, како сакам да се представам, меѓутоа после подолго време веќе излегува од нас што го имаме на вистина. Ката во твојата професија конкретно некако сакам да те прашам како пливаш во тие води со оглед на тоа дека се јавија многу мотивирачки говорници, се појавија многу лайф коучинзи, се појавија еден куп луѓе кои што не им е местото таму. Да, се согласувам. Го кажувам тоа јасно, гласно и отворено заради тоа што сум почувствувала дека и тоа што се зборува и тоа што се кажува дури некогаш може и да наштети, наместо да нели да подучи. Што треба да поседува всушност еден таков мотивацијски говорник за да ги придобие клиентите, за да знаеме дека ја говориш ти вистината, за да знаеме дека тоа може да ми поделува мене позитивно и да јас растам заедно со твоите насоки, ајде да речеме, што би ми ги дала. Многу добра забелешка и многу добро прашање. Верувам тоа и во сите професии се соочуваме. Како и секаде, Како и така е. секаде. Но во последно време стана тренд личниот развој. И често пати знаат да ми се јават дали држите курсеви да ја станам коуч или да станам тренер за личен развој. Значи, не се станува туку така. Преку ноќ. Преку ноќ. Сега ќе станеме. Јас за почеток кога јас ја започнав мојата работа, бидејќи јас веќе имав едукација за комуникацијски вештини, за продажни вештини. Зборувам додека работев во банка, па и претходно. Значи, завршив една академија за принципи, за успех и така натаму. Значи, јас коучингот како коучинг, јас почнав да го работам од 2020 година. Во првите години јас работев во групи, работев со компании, многу работев и така натаму. Коучингот како таков дојде последователно, иако јас се едуцирав за коучинг. И не е тоа, сега јас ќе завршам еден курс и ќе излезам и ќе го работам. Тоа. Јас по професија не сум психолог, не сум терапевт. И јас многу внимавам каква информација пренесувам, со какви клиенти работам, кој ќе ми се јави клиент дали знам дали е за кај мене или не е за кај мене, или му е потребна стручна помош. И тука многу треба да се внимава, да се постави граници, да се постави дистинција. И јас кога започна короната, завршив една преубава програма, mindfulness програма, и сум зборувала многу на тема за mindfulness. Тоа е програма која што ја завршив на коледж во Единбург, во Британија, која што е дел од Оксфорд универзитетот, и mindfulness таму е веќе признаено. И самата програма е признаена од Британска асоциација на психолози и го опфаќа холистичкиот пристап на исцелување на едно битие за поголема и подобра благосостојба. А тоа преку короната и се покажа и е потребна тој холизам. И сега, значи, да се вратам на прашањето, тоа толку треба внимателно да пристапиме кон што пренесуваме како порака. Апсолутно. Затоа што јас себе си спомнам мотивацијски говорник. Да, јас сум држала и мотивацијски говорник, меѓутоа повеќе себе си се доживувам како фасилитатор, како тренер за личен развој, како коуч, затоа што алатките што ги применувам се признаени, алатките што ги применувам им помагаат на луѓето за подобрување на личната благосостојба. Така што како и во секоја професија, така и во оваа професија, она што е автентично, ќе се навратам на она претходното прашање, она што е конгруентно, она што е вистинско, ќе се покаже. Ќе се покаже. Дали некој е на вистинското место, во вистинското време и автентичен, односно ја има експертизата за тоа што го работи и го говори, или е само проформа. Квалитетот секогаш ќе се покаже како... Така е. Прашање, едно од прашањата што на почетокот ги постави, квалитет или квантитет, еве во овој случај ќе биде, секако квалитетот ќе излезе на површина. Па нека биде и потежок патот, нека биде и побавен патот, меѓутоа знаеш дека си на вистинското место. Што значи, Еленка, во твоите очи, според твоето искуство, да се биде успешна, моќна жена овде кај нас? Која е тежината што ја носиме? Го правевме баш овој муабет токму пред емисијата, дека кај нас на жената не и се простува успехот. Зборувам за глобално, за жал. Да, за жал, посебно на овие простори.
Многу е лошо што од другата страна сосема поинаку те гледаат луѓето и сосема поинаку размислуваат што всушност значи тоа зборот успех. За мене успех не е дека некој излегол на телевизија и сега нешто презентира или што и да му е. Сега вика со социјалните медиуми секој мисли дека е успешен, а е далеку од успешен. Секој може да биде и секој може да биде и треба да се гледа себе си како успешен во нешто. И мислам дека е лошо што имаме некоја, не знам, нишка на завидливост кај нас, особено жена кон жена, што апсолутно ми пречи и апсолутно сум го гледала како, мислам, она баш не го разбирам. Не можеш да завидуваш и не може да ти пречи нешто кај некого што не го познаваш. Значи, додека не го запознаеш, не можеш да знаеш, а ете, ке се навратам, успехот е минлива работа. И успехот е во нашиот мозок. Што за мене значи успех? Дали кариерата, дали не знам, семејството, дали точно, секој развојот на склопна и на професионално и на приватно поле, семејство, деца и така натаму. Доживувам работите, меѓутоа ете кај нас ќе кажам дали дека сме премногу мала земја и премногу се некако се свртуваме кон другите многу повеќе отколку кон самите себе си. Тука е проблемот. Кога ќе се свртиме и кога ќе гледаме во нашиот двор, мислам дека многу повеќе ќе бидеме успешни сите. На нашите. Гледав на TikTok едно видео или на Instagram некои рилсови. Вика, ама зошто ти се однесуваш така? И девојкава црта еден круг. Вика, види, јас сум овде. Црта друг круг. А ти си исто овде. А треба да си овде, да во другиот круг, така да, мислам, толку просто представено во смисла излези од мојот круг, влизи си во својот, нели? Доста веќе се занимаваме со туги животи, со туги проблеми и така натаму. Да, и сега самите социјални мрежи наметна нашата изложеност, нели? Кокава идеја, луѓето дека мислат дека те познаваат и знаат што ти се случува и така натаму и си даваат за право да коментираат. Да, апсолутно. Така. Што би му кажала што би кажале од денешен аспект на помладата верзија на Кате, односно Елена? Многу, дека ја сакам, дека се ќе биде во ред, дека за ништо не е крива. Да не се плаши. Да не се плаши. Иако таа мала Кате секогаш се појавува, мислам секогаш, се појавува во различни ситуации. Да. И секогаш викам, седи сега, тука е возрастната Кате. Инаку би кажала, дека животот е вистина прекрасен и дека стварно е благодет да бидеме дел од оваа форма и да искусуваме многу работи, а најмногу би кажала да не се плаши. Најмногу би кажала да не се плаши. Дека многу ја сакам. Многу е важно тоа, Лила. Многу ја сакам. Апсолутно, да, и јас исто храброста пред се. Таа која што ме кочала многу пати во животот и денеска знае, меѓутоа во ете тие некои рани години навистина она дека не се чувствуваш доволно добар за некои работи да ги пробаш и да ги искусиш и таа некоја храброст, па и за оној ризик кој што го зборуваше на почеток, мене од секогаш ми било тоа проблем за да го земам тој чекор на ризик во одреден момент. И сега на таа Елена би рекла да ризикува многу повеќе. Ризикувај повеќе, така. Никогаш ако не ризикуваме не можеме да го добиеме. Барем да добиеме нешто во некоја повисока форма. Најлесно е да се устане комфорен во некаква животна форма која што, па не знам колку може да не исполни. Апсолутно. Ако не грабаме, ако не се надополнуваме, надградуваме и слично, не знам каде. И која сврха тогаш би имал животот. Ајде вака, што ве измотивира? Јас знам дека Еленка пишува, и тоа многу добро. Меѓутоа, ова сега со професорката по македонски јазик ми кажува и зошто е тоа така. Што значи да се напише книга? Со оглед на тоа дека оставате едно дело зад вас, кое што ќе се чита со генерации, кое што едноставно се ваши мисли, ваши зборови спечатени на хартија и слично. Како оди целиот тој процес? Многу интересно. Јас никогаш не се замислила в себе си дека ќе напишам книга. Никогаш. И самата работа ми го наметна тоа. Едноставно, ете, се случи. Немав ни афинитети да пишувам.
се изразувам македонски, меѓутоа не сум имала таа желба да пишувам и раскази, значи јас се водам како автор, не сум писател. Значи тоа е веќе Елена сигурно е во друг жанр се Тука станува збор за постручна литература, кога е за стручна литература и не мора да биде нели многу украсено. Да. И сега, ние кога ја пишувавме, поготово 332 афирмации не беше захтевна, тоа беа афирмации кои што јас ги користев низ мојот живот, а будење на свеста веќе беше позахтевна, каде што бараше истражување и каде што ние буквално се ставивме на хартија. И сега, убавината од оваа дистанца, од оваа перспектива е што се она тоа уметниците, јас веќе можам и да ги разберам. Знаеш, она кога имаш порив внатрешен, кога сакаш да се изразиш, сите се изразуваме на различен начин. И пишувањето е изразување. Се она што го носиш во себе, еве конкретно за себе зборувам, се она што сум го имала како увиди, спознање, учења, искуства, сакав да го изведам од себе. И на тој начин дозволив простор за да дојдат нови работи, за да дојдат нови искуства, нови спознања. И сега се создаде простор и нова книга да напишем. Да, и тој процес, поготово за будење на свеста, траеше година, дена, долго траеше, бидејќи ја пишував заедно со мојот партнер, што се излезе, он цел во структура, ја чекам интуиција да ме повика, да ми дојде мисла, до каде си ме контролираше. Беше многу беше интересен процес. Некогаш креативен застој, па не може не иде. Иленка, ти пишуваш, меѓутоа уште немаме нешто конкретно. Да, јас сум сосема спротивно до она што го кажа Кате до сега. Јас од секогаш себе сум се замислувала како писател, како професор, како некој во книжевноста, но јас пак ќе кажам, јас сум ја немала таа храброст да го издадам сето она што го имам запишано некаде и стои кај мене. Никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна. Или ние ќе те поддржиме вака како жени да го направиш тоа. И баш сега кога ја слушам Кате и баш си размислувам дека всушност литературата, издавањето на книги, книгите и воопшто целата уметност е толку благородно нешто да ти својата душа, своето знаење го преточиш некаде за тоа на некому некогаш да му послужи и да му биде нели онака баш од корист. Так. И можеби ќе се мотивирам еве да излезам онака малку похрабра и да извадам нешто. Да. Не е тоа дека дека целосно наше дело. Јас стално викам има една поголема сила и ние сме само еден канал. Апсолутно, да. Таа креација и само кога ќе дозволиме да има течение и тоа да се напише и да се предаде во светот, е Божјо дело. Апсолутно. И ако така на еден поинаков начин, на поинаква перцепција го доживееме, може би ќе се охрабриш. Токму тоа го прочитав сега брзо и за Никола Тесла, каде што има изјавено дека јас всушност ништо не сум измислил. Сето со тоа фреквенции кои што од некаде мене ми се дадени и ете мене ми се дадени како талент, како дар да можам ја да ги пренесам некаде. Секогаш мислам сакам да зборуваме за убавите и за позитивните нешта и за сето она што не влече напред во животот. Меѓутоа, кои се вашите стравови? Кои се вашите лични стравови, дали професионални, дали приватни и слично, кои што ете некако сите ние ги имаме тие стравови, да се разбереме, кои што некако не држат назад. Дали еве може да е поврзано и со професијата? Каде може да се сгреши, каде може да се направи, кој е твојот личен, кој е твојот страв? Имам и конкретно пример. Ајде. Значи страв од мислам дека е неуспех, на крај беше успех. Добро, нормален е стравот. И мислам дека стравот, извини ке те прекинам, е првичната емоција што ни се јавува кога влегуваме во нешто ново. Да. Нели? Да. Ама и корисен па. Ако го немаме, нема да се бориме за да го надминеме сето тоа што ни стои како предизвик. Така, извини Кате те прекинавме. Не, сега се си е во ред. Не мора дури ни да се бориме, едноставно да му дозволиме дека е природно. А тој страх може би од некоја малечката Кате, нели дали ќе бидам доволно добра, каде што во основна школа, не знаме, дигнал некој професор на табла, па јас не сум знаела и знаеш што се некои парадигми. Тоа се трауми кои што некои сме ги носиме сите со себе, така. И на почетоците кога започнав со ова, нели од каде сега јас ќе бидам нели компетентна да го работам сето ова, дали сум доволно добра. Во првите години толку завршував секакви едукации за да станам подобар експерт, многу сертификати.
апропо на успех, што е успех, дали се дипломи, не се Точно. дипломи. Меѓутоа, како проаѓаше време, тој сомнеж, веќе стравот избледе, но сомнежи постоја, како некои нишки кои што знаеш, како поп-ап на компјутер обавезно да те потсета дека еве тука е, нели, да бидат. Ама ако па доколку го нема сомнежот, И што ако ми се сметаме дека случи? сме најдобри, Ништо. Јас на почетоците работилниците ги држа во public room, во јавна соба. Јас организирам еден настан, пријавени беа, но пријавени само запишани, нели? Некои 18 луѓе. Јас одам спремна, се сокчиња таму во тие собите во јавна соба. Никој не се појави. леле, добро. Никој не се појави. И си викам, Катерино, и ти падна на тестот, што ти прави страв, што ти прави сомне, што ти прави... Сега си го вратив јас филмот предходно. Како сум размислувала, затоа што не би она, леле ќе се појават ли, нема да дојдат, дали ќе биде добро, дали ќе бидам јас добра, дали добро ќе одговорам на прашања што ќе ми постават. Викам, и ти падна на тестот, но тоа не ме обесхрабри. И понатаму продолжи. И понатаму продолжи, ви еве ме денеска тука сум. И му велам добре дојде на стравот, му велам добре дојде на сомнежот, затоа што и тие се здрави. Здрави се. И мене ме туркаат напред. И јас исто ми ја сметам потикнуваат дека и храброста, ми ја потикнуваат мојата автентичност. Нема совршено, не постои совршено. Така е. Кој е стравот кај тебе, Еленка? Би рекла во последно време малку ме плаши овој нов развој на целата таа технологија и она вештачка интелигенција и колку сета таа вештачка интелигенција може да навлезе во сите сфери на животот, меѓу кои еве во нашата конкретно, и дека човекот како фактор може да биде заменет апсолутно секаде, и мене не ме плаши толку колку мојата како професија лично, зборам за себе, Генерално, глобално, колку може да влијае на целата креативност кај луѓето, и колку таа кај младите генерации веќе е многу присутна и се гледа веќе таа нивна затаеност, и мислам се им едноставно и се лесно може да дојдат. Чекај ќе решам задачата така, на да, ChatGPT, знаеме ние како... чекај ќе прашам ChatGPT или знаеме ние некаква како сме студирале, вештачка што кажа, кате сме интелигенција, немале така. ни доволно книги, па сме преведувале од хрватски најчесто, ба дури од бугарски, значи јас не сум имала на факултет доволно литература за да можам да полагам некои предмети, сум морала Ние два интернет имавме, наоѓавме. Апсолутно. Не па вака. И цела таа, да речеме, креативност, мислам дека се повеќе и повеќе ќе биде затаена, и мислам дека младите генерации некако ќе го изгубат целиот тој, не знам, Тоа што ние сме го имале како деца, за кога сме учеле. истражување и за сето тоа. И мислам дека тоа малку ме плаши, затоа што новите генерации веќе нема да сакаат да истражуваат. И како што викате, ја да читам од едни, други, три книги. Значи, они се некако на некое такво тло и си седат таму каде што се. И многу им е едноставно дека се име во телефонот, се име во компјутерот и се име достапно многу брзо и лесно. Така. Овде ќе направиме една мала кратка пауза, ќе одиме со реклами, блок на реклами, па се враќаме за последното прашање. Да, и додека трае рекламите, исто така не можеме да се дозборуваме овде и за животот и за сите оние теми кои што и такако сакаме да ги дознаеме. Ја имаме овде Кате која што така и малку знае од друга страна да не ги представи работите. Интересно е да се слуша, морам да признаам. На крај одиме со последното прашање, тоа е фидбекот, што би значило кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите. Најтешкото прашање е за крај. Фидбекот е... сега зависи како го доживуваме фидбекот, нели? Добро. И јас за мене секогаш фидбекот како фидбек, нели, конструктивен треба да биде. Така. И фидбекот од тоа која сум и тоа што го работам, така и замислено прашањето, нели? Би кажала дека сум промената што сакам да ја видам во светот и дека сум со се она што го правам,
со мојот збор, со моите делувања, со акцијата што ја преземам, да бидам и за себе, и за луѓето околу мене, и автентичноста, која што ја зборувавме на почетокот, да бидам потик и за себе, и за другите, да ја пронедат големината и моќта во себе и да бидат да ја пронедат преку тоа мое делување, да ја пронедат изворедноста во себе, таа светлина во себе и да си бидеме огледало еден на друг, да си бидеме фидбек еден на друг. Убаво кажам, да. така. Преубаво кажам. Така, се служувам. Иленка? Да. Па да, фидбекот, ете конкретно јас од ова што го имам, ми е дека и еве сега плюс овој разговор е дека никогаш не треба да останеме на она место каде што сме се замислиле и дека тука веќе сме го достигнале тоа некое наше остварување, дека треба постојано да си создаваме нови цели, нови интереси, нови патишта, нови видици и таму да си ги целиме, пример да речеме, секој следен, ајде нека не биде ден, ама период од животот, да имаме некоја нова цел, за да имаме повторно некој фидбек кој што ќе направи секој пат се посрекни и поуспешни. Се служувам. Мојот фидбек е што имам вакви прекрасни гости овде во студиото и што секогаш сакам да научам нешто ново од вас. Јас вака за крај секогаш си се одјавувам меѓу. Прво да ви се заблагодарам што дојдовте, вака со гушки, со бацки, како што е редот. Огромна благодарност и до вас, навистина прекрасен муавет. Малку ми беше, дури сакам, ама ајде ќе се дозбориме. Ќе се дозборуваме покасно. Овде само им кажуваме чао на гледачите, се гледаме наредна сабота во 19:30.